Го следите петочното издание на регионалните вести. Ново свлечиште на земја во Тетовска Шипковица поради што се урна потпорен зид. Нема повреден или пак оштетен приватен имот. Во текот на ноќта врнежите од дожд донеса нови проблеми во Тетовска Шипковица, каде поради ново свлечиште на земја се урна дел од потпорен зид. Свлечиште од земја и камења на неколку часа ја блокираше главната улица низ Шипковица која води кон погорните шарпланински села. Не знам баш тажа, у 1 сат и полноќ. Падна и комшиите рече као земјотрес. Кога излага на двор, кога гледа зидот ја урнат. Бидејќи зидот не е направено како што треба. Бидејќи зидот е потпорен. Не е зид за авли, за зид што треба да држи. Не е направено како што треба. Тоа е проблемот. Така. Стравувате ли од нови вакви можни појави? По како да не стравуваме? Како да не? Али овде грешка е кај инженери, грешка кај инвеститори, бидејќи сакат многу пари да печалат, а работа да направи фалш. Од сега и натаму треба да се зема мерки према инвеститори, према тој градежништво кој ги гради тоа. Зашто ги гради тако? Бидејќи може да среќа што не го фати некоја возила или некој комби. Среќа. Тоа е среќа. Патот во текот на предплането е расчистен, а зидот ќе се гради повторно. Дел од подпорниот зид паднал, се рушил. Подпорниот зид е во една должина од 30 метри и дел од тие 30 метри, значи околу 10 метри од тој зид се урнал, значи и патот бил непрооден за овие другите села. Ни јавија, па ние излеговме на терен и ангажиравме багер, го чистивме патот. Патот е моментално прооден, меѓутоа малку е стеснет тука патот. Меѓутоа утре ќе се почне со интервенирање, значи ќе треба нов потпорен зид да се направи тука, бидејќи другиот дел од потпорниот зид е нестабилен. Затоа утре ќе почнеме со работите и комплет тој потпорен зид треба да се направи. На 3 август поради невремето и свлечиштата 6 лица го изгубија животот во реонот на Шипковица. Градоначалниците на Тетово и Гостивар, Теута Арифи и Невзат Бејта денес традиционално по повод празникот Курбан Бајрам се сретнаа со градските муфтии. Како што веќе е традиција, значи за посебните верски празници ги посетуваме авторитетите, локалните верски авторитети. Денеска во чест на Курбан Бајрам, значи имавме состанок со муфтиството и со почитуваниот муфти во Тетово. Ги пренесовме честитките до него и до институцијата што ја води и до сите граѓани, значи од муслиманска вероисповест, имајќи го предвид фактот дека се работи за празник кој се поврзува со солидарноста и чувствителноста меѓу луѓето, нормално ги повикуваме сите луѓе да продолжат да ги споделуваат овие битни вредности на толеранцијата, на солидарноста и на добрите чувства меѓу граѓаните на Тетово. Овие денови ние ги преживееме деновите на еден од големите празници во исламската вера. Овој празник се вика Курбан Бајрам и ние драго што денеска го имаме и представителката на општина Тетово за честитки кај нас во муфтиството. Курбанскиот Бајрам е еден празник каде сите верници колат курбани, а од месото од курбанот им даваат на сите тие што се сиромаши и што се богаташи. Не е битно да му се дава само на онај што нема. Така што се покажува хуманитарниот солидаритетот на нашите верници со сите молитви, па и со курбаните на практичен план. Исто така по повод празникот Курбан Бајрам, традиционално денес и во Гостивар, градоначалникот на општината Невзат Бејта се сретна со гостиварскиот муфтија Шачир Ефенди Фетаху. Две момчиња од Групчин завршиле на скопските клиники откако поради пребрзо возење паднале од мотор.
На улица во Тетово вчера од неутврдени причини се запалило патничко моторно возило. На скопските клиники завршиле две момчиња од Групчинот како паднале од мотор поради пребрзо возење. Како што соопшти СВР Тетово вчера вечер околу 19 часот и 30 минути, во Групчин се случила сообраќајна незгода со излетување од пат на мотоцикл скутер Априлија без регистарски таблици што го управувал 18 годишник од Групчин. Од излетувањето и паѓањето на бекатон плочки телесни повреди здобил возачот и 15 годишниот сопатник од истото село. Двајцата со возило веднаш се пренесени во Тетовската клиничка болница, а по укажаната помош префрлени се на скопските клиники. Нешто подоцна возачот е пуштен додека сопатникот од мотоциклот задржен на тамошно лекување. Извршене увити се утврдуваат сите поединости поврзани со оваа сообраќајна незгода. Првично причината е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. На улица во Тетово вчера од неутврдени причини се запалило патничко моторно возило. Како што соопшти СВР Тетово вчера околу 15 часот на улица Кумановска во Тетово, од засега неутврдени причини избувнал пожар во патничкото возило Ford Fiesta со тетовски регистарски таблици, управувано и паркирано од 31 годишен жител на Орашје. Најпрво се појавил чат и пламен во предниот, кој за кусо време се проширил и во задниот дел на возилото, каде се наоѓал и вградениот плински уред. Но со интервенција на тетовските пожарникари огнот е локализиран. Извршен е увид и се работи на утврдување на причината за пожарот, а вкупната штета се проценува на 30.000 денари. Семејно насилство во Гостиварско Равен. Поради психичко и физичко малтретирање, жена побарала кривичен прогон против поранешниот сопруг. 33-годишна жена од гостиварското село Равен вчера вечер околу полноќ пријавила семејно насилство што го извршил нејзиниот поранешен сопруг со кого биле разведени повеќе од 1 година. Според СВР Тетово, по вербалната расправи откако дошол дома тој побарал таа со децата да замине кај нејзините, пошто почнал да ја вика на малолетната ќерка и со предмети да фрла низ просторијата. Според кажувањето на жената, поранешниот сопруг и претходно физички и психички ги малтретирал и побарала кривичен прогон. Набрзо мажот е приведен, разговарано е со него, а потоа е пуштен. Се работи на целосно расчистување на пријавеното. Семејството на 32-годишниот Давид Стојчевски од Розевил, Мичиген, кој починал во затворот во општина Макомб минатиот јуни, каде бил сместен откако не платил сообраќајна казна од $772, поднесе тужба до државата поради неговата смрт. Во неја се наведува дека полицајците преку затворската камера 24 часа дневно следеле како во период од 17 дена драстично се влошува неговата здравствена состојба, откако не му ги дале лековите кои му биле препишани и кои ги користел пред да биде затворен, како дел од третманот за детоксикација на зависност од хероин. Иако семејството на Стојчевски ја поднело тужбата во март, случајот се обелоденува оваа недела по објавувањето на шокантната и потресна снимка од неговата смрт. Според тужбата, полицајците 10 дена ги следеле страутните маки на Стојчевски, предизвикани од нетретираното повлекување на токсичните состојки од неговиот организам. Неразбирливо е дека дозволиле човечко суштество да страда на овој начин, изјави за локална американска телевизија експерт за лекување на зависност од наркотични средства. Поради блокадите на граничните премини меѓу Хрватска и Србија, што меѓусебно ги воведува Загреб и Белград, стотина македонски камиони се заглавени на хрватско-српската граница. Од Транспортната асоциација Макам Транс информираат дека нивните последни сознанија се дека од Хрватска во Србија се пропуштаат дел од камионите кои не носат стока која е поврзана со Хрватска, а другите се упатуваат на паркинг плацеви. Бидејќи не функционира ниту еден граничен премин за влез од Србија во Хрватска, од Макам Транс упатуваат апел до камионџиите да ги користат алтернативните преку Босна и Херцеговина и преку Унгарија. Намерата на првиот човек на ССМ Живко Митревски е чекор по чекор да го ослабува сојузот на синдикатите, тврди председателката на МЕСО Сузана Стефановиќ, откако овој гранков синдикат денеска беше присилно иселен од зградата на синдикатот, а пред неколку дена им било соопштено дека веќе не се дел од сојузот. Таа вели дека ова што денеска се случи со МЕСО брзо ќе се случи и со друг гранков синдикат, затоа што Митревски, откако дошол на функцијата председател, МЕСО му пречел и нашол нелегитимен начин како да го исклучи
речи овој синдикат. ОДМИ велат дека нивното постоење нема да згасне. Тие ќе достават барање до Советот за преиспитување на одлуката, но велат дека правда ќе бараат и на суд. Представници на машиновозачите конечно беа примени во Министерството за транспорт и врски, каде што преговараа за редовна исплата на плата, како и за други услови за работа. Министерот не прифаќаше писмено да потпише дека се обврзува на редовна исплата на платата, но даде писмена понуда според која дури за октомвриската плата постои можност да биде исплатена во целост, со оглед на динамиката на работата на железницата. Сега се очекува нашиот одговор, велат од независниот синдикат на машинскиот персонал на Македонија. Пред 3 дена пак дел од машиновозачите почнаа штрајк со глад, а вчера додека нивните представници беа во Министерството за транспорт, тие протестираа пред владата. Пријателски надпревар вчера изиграа легендите на фудбалските клубови Тетекс и Пелистер. Меѓу нив имаше и фудбалери кои некогаш настапувале заедно, така што преку оваа средба се навратија на едни убави времиња за двата клуба. Ветераните на фудбалските клубови Тетекс и Пелистер по долго време повторно ги облекоа своите дресови, уверувајќи ја публиката дека се уште и тоа како добро умеат со топката. Добрите мајстори на фудбалскиот терен на спортскиот центар во Тетово изиграа пријателски надпревар, а мечот заврши со победа на пелистерци со 3-4. Оваа средба дојде спонтано, така да стари колеги, поранешни фудбалери, има играчи што играле многу заедно во многу клубови, дали во Тетекс, дали во Вардар, дали во Пелистер, и да не набројувам уште кои клубови. Има многу големи имиња од фудбалот денеска тука доаѓани, и од Пелистер и од Тетекс. Мислам, средбата е заканена за едноставно дружење, да се видиме после. Некои се гледат почесто, некои се гледат многу поретко, така да целта е дружењето, пријателството и да остане како традиција. Ние бевме таму како гости, не пречека прекрасно, така да сега се обидуваме да им возвратиме еден дел, ако можеме, еднакако како они што не дочека. И ето, гледате, сме припремени малку вака тука, дружење, после надпреварот дружење, надпреварот е надпревар, нема некоја цел, само да се одигра, да се истрче. Дружењето е најважно и најбитно, и да се видиме, да се споделиме од поранешни време. Навистина драго ми е што денес не гости во Тетово, гости на фудбалски клуб Тетекс. Ние пред неполни 2-3 месеци одигравме еден надпревар, навистина доста квалитетен со оглед на тоа дека се располага со одлични фудбалери. Иначе можам да кажем дека за овие два тима можеби се едни од најголемите клубови кои isfрлили најквалитетните играчи во Македонија од секогаш. Значи зборам за Битола, значи за Тетово, кои навистина оставија, значи нивните играчи оставија голема трага во македонскиот фудбал. И од таа причина овие вакви надпревари сакаме да се организираат што почесто, бидејќи ова е едно дружење, значи надпревар како надпревар, значи ќе биде со една цел, значи дружба, али искрено да кажем, ние не сакаме да губиме. Нема, мислам, се смеам, али сепак на крајот е многу битна дружбата. Имаме ситуација каде што можеби по 5-10 години некои од играчите се немаме ни видено, али еве после вториот надпревар навистина ќе биде прекрасно, значи имаме две полувремења, значи на терен, третото полувреме не знам каде ќе биде. Се надевам дека тоа ќе биде квалитетно, така да навистина овие се убави моменти за една голема дружба меѓу нас сите играчи. Тука значи имаме играчи кои значи имаме и постара генерација, значи имаме и помлада генерација, едноставно сега сме сите на некој начин ветерани пред 10 на 15, 20 години, 25 години, значи некои што ги имаат напуштено. Така да сигурно дека дел од нас, значи од ФК Пелистер и дел од Тетекс настапуваја заедно, значи дали во Пелистер, дали во Вардар, дали во Тетово, така да навистина не врзувате ни убави спомени и навистина е ова една убава можност да се дружиме и така да ќе настојуваме и понатака, значи не само денеска, ќе настојуваме и понатака да има дружење. А јас и пред неколку дена се разговараше и за оформување на една ветеранска лига. Сигурно дека тоа ќе биде можеби
во наредната година дека ќе поднесеме иницијатива до Фудбалската федерација на Македонија да се направи една лига на ветерани каде што ќе има повеќе дружење, повеќе запознавање и повеќе сплотување на фудбалерите, бидејќи ова е најголемото богатство кое ќе се видиш после 5-10 години со некој, мислам нема поголемо богатство. Стрелци на погодоците за Тетекс беа Горан Станковски во 2 наврати, а еден беше автогол на Димов, додека за Пелистер 2 пати стрелаше Ванчо Мицевски, а поеднаш во листата на стрелците се запишаа Тони Мицевски и Ѓорѓи Христов. Во дресот на Тетекс меѓу останатите се појавија Зоран и Борче Јовановски, Стојмир Урошевиќ, Горан Станковски, Зоран Штерјовски, Ивица Јовановски, Борче и Тони Јакимовски, а за Пелистер пак поранешните репрезентативци Ѓорѓи Христов, Тони Мицевски, Митко Стојковски, Ванчо Мицевски, Горан Ставревски и Бруно Пресилски. Европската комисија денеска појасни дека жешките точки што ќе се поставуваат засега во Грција и Италија, а со цел прием и регистрација на мигрантите и бегалците, не се планира да бидат поставени надвор од границите на Европската унија. Тоа значи дека овие центри за прием на реките бегалци и покрај тоа што Република Македонија и Србија се на главната рута на бегалците од арапскиот свет, со потврда на неформалната влада на Европската унија, нема да се постават во овие земји што не се дел од унијата во однос на почетокот на изградбата на железна ограда на Унгарија кон Словенија, кои се двете земји членки на Шенген зоната и на Европската унија. Еврокомисијата посочи дека ги следи настаните што се одвиваат и прво мора да утврди факти. Најмалку 717 лица загинаа, стотици други се повредени во стампедо за време на годишниот муслимански аджилак во близина на градот Мека. Представници велат дека инцидентот се случил во четвртокот во Мина, каде што верниците фрлаат камења врз столбови кои го представуваат ѓаволот последен ритуал пред почетокот на празнувањето на Курбан Бајрам. Изминативе 25 години се случиле повеќе смртоносни стампеда, кога огромен број луѓе се собираат на 5-дневниот настан. Најтешката катастрофа се случи во 1990 година, кога во стампедо во тунел во Мина загинаа преку 1400 лица. Предходно месецов при уривањето на градежен кран во големата џамија во Мека загинаа 109 лица, а беа повредени околу 400 други. Нема загинати аџи од Македонија во несреќата која се случи во Мека, соопшти поглаварот на ИВАЗа Сулейман Реджепи. Тој објасни дека околу 1000 аџи од земјава во моментот се наоѓаат во Мека и дека тие се безбедни и се вратени во хотелите. 2 автобуса, од кои еден туристички, се судрија на мост во американскиот град Сиетл, а во несреќата загинале 4 лица и други 52 се повредени, од кои 9 се во критична состојба, а се предпоставува дека повеќето се студенти. Несреќата се случила кога автобус амфибија, кој може да се трансформира од автобус во бродче, се судрил во линискиот автобус со кој се превезувале студенти од локалниот коледж Северен Сиетл на мостот Аврора во Сиетл во сојузната држава Вашингтон. Како што многумина очекуваа, по скандалот со штетните емисии на дизел агрегатите кој го потресе Volkswagen и оставката на Мартин Винтеркорн, неговото место ќе го преземе извршниот директор на Порше Матијас Милер. Винтеркорн поднесе оставка завчера во услови кога компанијата е ставена пред сериозни обвиненија за лажење на тестовите за испитување на емисијата на штетни гасови. Кога на почетокот од неделава веста за неговата оставка или отпуштање почна да кружи низ медиумите, Милер веднаш беше наведен како можна замена. Денес имавме облачно и релативно врнежливо време. Утринската температура се движеше од 10 до 17, а дневната од 17 до 21 степен. Утре не очекува претежно облачно време, а на некои места се очекува и краткотраен дожд. Утринската температура ќе се движи од 10 до 18, а дневната од 17 до 21 степен. Информацијата за времето го означува крајот на овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.